Добре, криптоентузијасти, како што може да видите, се уште стои позади мене питната позадина, затоа што се уште не знаеме што точно прави Федералната резерва, а верувам дека не знае ни самата. Како и да е, денеска ги имаме нивните проекции, со цел да видиме што истите очекуваат на пазарот во текот на оваа и следните години. Тоа ќе биде едно првите работи кои што ќе ги анализираме, ќе направиме кратка анализа на биткоин во однос на растот и падот кој што го имаше во претходните неколку денови. Потоа ќе разговараме малку за Ripple, со оглед на фактот дека има некои нови интересни случувања кои што треба да ги спомнеме во однос на судскиот случај, како и на пампот кој што го добивме, како и на крај ќе објасниме што моментално прави Комисијата за хартија од вредност, односно СЕК во Америка, со тоа што имаме уште некои нови тужби против одредени лица и компании, кои што сакаме да ги доведеме до ваше внимание, со цел да видите дека и понатаму имаме притисок на американскиот пазар, кој што за жал е се уште најголемиот пазар на криптовалути во светот, како и зошто сето ова се прави. Значи, уште еднаш сакаме да напоменеме што представува FedNow и зошто моментално американскиот континент е толку, посебно Обединетите американски држави, е толку не пожелно место за криптосекторот, вклучувајќи ги менувачниците и посебните проекти. За сите оние кои што прв пат гледаат наше видео, нормално, и со оглед на фактот дека ова што моментално ќе го објаснуваме, прв пат тоа сега го објаснуваме, значи ова се проекции на Федералната резерва. Уште еднаш ќе напоменам зошто велам сите оние прв пат кои што гледаат нашите видеа, да се вратат назад и да ги погледнат претходните 2-3 видеа, барем последните 2-3 видеа, каде што разговараме за генералната ситуација на економскиот пазар и каде што може да се запознаат подетално со моменталната ситуација која што ја предизвикува Федералната резерва, така да на тој начин ќе биде многу појасно оно што моментално го објаснуваме, а сите оние кои што го следат нашиот канал нормално ќе може многу полесно се тоа да го сватат. Прво што мора да разбереме дека ова е легенда на годишно ниво, која што се ослободува на секој 2-3 месеци од страна на Федералната резерва, која што ќе анализираме, затоа што овде ќе имаме неколку анализи во однос на тоа што очекуваме за инфлацијата, за GDP, односно бруто домашниот производ и неговиот раст или пад, како и да видиме што очекува самата Федерална резерва. Уште еднаш, да напоменам дека Федералната резерва пред само една година велеше дека нема шанси да добиеме висока инфлација, значи истата таа Федерална резерва. Така да, оно што сакам да ви го кажам е дека кога земаме анализи од Федералната резерва, секогаш треба да ги земеме со резерва, затоа што едно е што кажуваат, друго е што прават. Така да, вчерашната пресконференција имаше доста битни детали, за кои што ќе разговараме малку подоцна, но прво би сакал да ги покажам овие нивни проекции за тоа што се очекува во текот на оваа и следните години. Односно, поентата што е? Значи, Федералната резерва, знаете и сами дека работи од податоци кои што и се достапни во моментот, како и од, да речем, блиското минато. Така да, не може да очекувате дека истата ќе направи соодветни проекции со оглед на фактот дека најчесто и самите не знаат што прават. Посебно во оваа ситуација во која што прв пат се наоѓаат, каде што имате и висока инфлација и крах на економијата, кој што најчесто претходно бил решаван со едноставно принтање на пари. Сега не може да принтаат пари, затоа што со новото принтање на пари само ќе ја дигнат уште толку инфлацијата и ќе ја направат да биде, така речено, вкоренета, или оние нарекуваат entrenched. Во тој случај ќе биде многу потешко истата да се отстрани. Така да, најчесто до сега, кога била многу добра економијата, сме имале висока инфлација, па затоа и со самите rate hikes можело да се намали, да речем, позитивната страна на економијата, ама во исто време да се намали и инфлацијата. Сега има исклучиво многу лоша ситуација во која што имате исклучиво висока инфлација, огромен број на пари на пазарот, како и во исто време веќе економијата не е доволно стабилна, значи тоа го покажа паѓањето на онаа банка која што видевме пред некое време, значи SVB, каде што покажува дека ваквите постојани rate hikes едноставно почнуваат да предизвикуваат колапс на економскиот систем. Не може да имате втора ваква поголемина банка пропаст, значи од 2008 до сега, ако тоа не е голем проблем во економијата, колку и да се обидува он тоа да го скрие. Значи, прост пример за тоа што не покачува 0,5%, туку 0,25% е тоа дека се премногу исплашени дека 0,5% може директно да предизвика уште поголем колапс на пазарот,
додека ако престанат да покачуваат, односно ако направеа да нема никакво покачување да паузира, во таа ситуација ќе покажа дека се многу уплашени од она што може да се случи во банкарскиот сектор. Така да го избраа она средна вредност од 0,25, каде што значи не си одат назад на зборот дека и понатаму продолжуваат со rate hikes, додека обратно доколку нели како што кажавме не поставеа никаков, тоа ќе покаже дека се навистина уплашени за тоа што може да случи со банкарскиот сектор, што треба да биде, како и да е. Да ги покажеме инфлациите, проекциите, понатаму ќе поразговараме за тоа што друго се разговараше на вчерашната пресконференција. Значи можеме да видиме дека колапсот на GDP, односно на бруто домашниот производ, кој што го на некој начин има Америка од 6% на практично 1 до 1, нешто во претходната година, моментално очекуваат да расте постепено, затоа што веруваат дека постепено успеваат да стават инфлацијата под контрола. Иако ќе напоменам, пред една година не сакаа ни да признаат дека има инфлација, а не па да ставаат под контрола. Тоа е истиот овој ефект кој што сега ни кажува не се секирате, се ќе биде во ред. Повторно. Значи прво може да забележите имаме три различни индикатори во оваа проекција. Тоа е оваа црвена линија која што е најочекуваниот резултат, додека ова поле, ова сино квадратно поле ни представува резултат во кој што се очекува да имаме нормална, да речем, варијабилност, односно ова е, да речем, полето во кое што варијабилноста на ова очекувана вредност би била очекувана, би била нели нормална, додека ова се максимална и минимална вредност која што очекуваат да ја достигне ова капитална вредност. Така да во оваа ситуација GDP, односно бруто домашниот производ, очекуваат да се движи негде од минимум 0 до најголема очекувана вредност негде помеѓу 0 и 1% и максимум негде околу 2%, тоа е најдобра можна проекција. Тоа е за 2023 година, значи тоа очекуваме во текот на оваа година. Со тоа што можеме да видиме дека ваквите проекции се многу мали во однос на што претходно било така речено очекувани проекции за GDP со исклучок на 2020 година која што е уствари годината на COVID. Така да можеме да видиме дека постепено истото го очекуваат и понатаму благо покачување на GDP во текот на наредните 2-3 години, односно 2024 година очекуваат негде од 0,5 до 2,5 максимално, со тоа што средната вредност е негде околу 1,5, каде што највеќе се очекува оваа проекција, и во 2025 година очекуваат да имаме 1,5 до 2,5, како што може да видите цело ова е доста отприлика исто представено овдека, и на лонгер ран, односно да речем во наредниот период после 2025 година, негде од 1,5 до 2,5 повторно се очекува горе-долу отприлика. Сега, што е битно во оваа ситуација? Битно што треба да заклучиме е дека Федералната резерва очекува дека после 2023 година ние фактички веќе ќе излеземе од оваа криза која што моментално ја чувствуваме. Сега можеме исто да го видиме и од другите проекции, значи мораме да видиме сите за да видиме што очекува Федералната резерва во следниот период, односно во следните неколку години. Не заборавајте, земете ова со резерва со оглед на фактот дека Федералната резерва најчесто нема појма што прави, значи ова е на некој начин shot in the dark што велат, значи се надевате дека ќе успеете нешто да направите, како и да е. Значи во однос на невработеноста. И самата Федерална резерва очекува дека невработеноста ќе се качи над 4%, која што рековме дека е нормална очекувана стапка на невработеност. Така да имате го тоа предвид, над 4% веќе е ситуацијата алармантна. Сега сме моментално на 3,6, они очекуваат да се движи негде од под 4 до највеќе 4,5-4,6, додека во 2024 година очекуваат и уште поголема, како што може да видите. Значи главното тело е негде од 4 до 5%, додека крајните проекции се над 5 и под 4 оприлика, додека во 2025 очекуваат веќе постепено да почне да се намалува, за после 2025 да дојде под 4% како што до сега е нормално. Односно сакаат да кажат дека економијата прво ќе се влоши пред истата да почне да се подобрува. Што е она што треба многу битно да го заклучите од овие два чарта е тоа дека очекуваат до 2025 година веќе економијата да се врати во нормала, а тоа нас ни одговара затоа што 2024 до 2025 ние очекуваме да имаме следен bull market во однос на халвингот кој што треба да настапи негде околу април или март, значи веќе постепено се враќа надолу, негде околу март, околу април 2024 година. Така да, со оглед на тоа дека нас ни одговара ваквата проекција,
ова мислам дека е доста позитивен момент, иако пак ќе кажам мораме да го земаме ова со резерва. Затоа што пак ќе напоменам пред само една година не сакаа ни да признаат дека ќе има проблем со инфлација. PCE инфлацијата на годишно ниво, ова представува мерка на едногодишно ниво, односно буквално овдека. Значи овие 7, 6,5 и 6 се уствари средните мерки, иако нели 2020 се уште не е завршена нормално. Значи претходните 2 години имаме 7 и 6,5, што можеме да го видиме овдека, односно PCE инфлација која што има значи сите цени ги земало предвид, вклучувајќи и горива и храна, која што гледаме дека е на исклучиво висока вредност со оглед на фактор дека испринтаа 1 тон пари од 2019-2020 година, тоа беше очекувано, со тоа што сега, ова е битниот момент. Во текот на 2023 година очекуваат дека до крајот на 2023 инфлацијата ќе биде негде од 3 до 4%. Што значи дека очекуваат дека барем уште 2% ќе се намали истата, а како што рековме, главната очекувана мерка на инфлација треба да биде 2%. Истата не очекуваат дека ќе ја постигнеме до 2025 година. Уште еднаш, повторно позитивно, затоа што во оваа ситуација 2025 година е годината која што нас ни е битна за целиот оној главен бул маркет. Со тоа што гледаме дека дури во 2024 година, значи имаме голема, на некој начин, голема мерка на вариабилност од 2 па до негде под 4%, каде што се очекува да биде во било кој од овие, да речем, вредности, инфлацијата во текот на 2024 година, останува да видиме. Сега, проблем во оваа ситуација верувам дека ќе биде многу повеќе кор инфлацијата, која што ако ги споредиме претходните два, гледаме дека CPI инфлацијата и понатаму продолжува да паѓа, односно имавме од 6,4 на 6, додека кор инфлацијата многу потешко паѓа во овој период. Односно гледаме дека од 5,7 падна на 5,6 за сега да биде 5,5. Што значи дека не паѓа толку брзо колку што очекувавме, истото можеме да го видиме и во оваа проекција на Федералната резерва, односно кор инфлацијата ни представува инфлација без цените на горива и храна. Како што можеме да видиме, се очекува во 2023 да биде негде околу 4%, гледате, многу помала проекција за разлика од CPI, затоа што CPI представува многу поволатилна вредност, затоа што знаете и сами дека храната и горивата се многу волатилни, многу нестабилни. Истото можеме да го видиме од 2024 година, значи гледате колку е голема оваа проекција за разлика од оваа. Овдека очекуваме од 3 до 2%, за конечно од 2025 година очекуваат дека 2% ќе биде постигната како на кор, така и на CPI инфлацијата. Сега, уште една битна работа која што треба да напоменеме е што очекуваат Федералната резерва во однос на rate hikes-от, односно дали ќе ги намалува и кога ќе ги намалува. Ова е исто така од исклучиво битен момент. Односно, ова се нарекува DOT чарт, да речеме. Значи сега ќе објасниме што истото значи и тоа е една многу битна работа која што верувам дека треба да знаете. Тоа е уствари сите овие 19, значи најчесто се 19, некогаш може да бидат и помалку. Тоа се 19 членови на комисијата на FOMC, која што одредува каква ќе биде монетарната политика и секој од овие членови има право на глас. Со тоа што секој од нив треба да каже во кој рейндж очекува да биде значи во одреден период, барем во оваа ситуација тоа станува по година, нормално како што можеме да видиме, значи колку мисли дека е најдобро да биде rate hikes-от, односно колку да биде онаа каматна стапка по која што позаемуваат пари моментално. Со тоа што колку повеќе точки, тоа значи дека толку повеќе мембери, односно членови на овој отбор, веруваат дека треба да се најде на ова ниво, да речем просечно ниво во текот на оваа година, каматната стапка која што ја поставува Федералната резерва. Односно можеме да видиме дека во оваа ситуација најголем број од членовите на FOMC, значи на Федералната резерва и оние борд мембери кои што се директори на федерални банки и слично, значи гледаме дека моментално за 2023 година истите очекуваат дека во текот на 2023 година ќе биде негде околу 5 до 5,5. Можете да видите дека точките скоро никогаш не се на линијата, најчесто се измеѓу, затоа што знаете и сами дека каматната стапка која што се смета не е никогаш на точен број, туку е 0,25% измеѓу. Така да во оваа ситуација, значи од 5 до 5,25 се очекува да биде во текот на оваа година. Значи ова е тоа што моментално го сменија проекцијата која што има на почетокот на годината, односно очекувањата се дека најголемиот дел и понатаму ќе гласаат да имаме само уште едно потенцијално 0,25 покачување во текот на 2023 година и потоа да имаме пауза
кое што ќе трае во текот на целата оваа година, затоа што веруваат дека, нели, поради стравот дека и понатаму ќе банкротираат уште некоја банка, веруваат дека не можат да проложат над 5,5%, како што може би во оваа ситуација, односно само мал број на членови очекуваат дека ќе имаме покачување над 5,25. Гледате. Значи, поголемиот дел веруваат дека ќе биде од 5 до 5,25, додека само 3 од 5,25 до 5, гледате и овде во оваа ситуација, значи многу помалку членови имаме во останатиот дел нагоре. Сега, во 2024 година, очигледно, се очекува дека ќе имаме, значи, ова е тој битен момент што постојано ви кажувам. Значи, од сите проекции досега можеме да видиме дека очекуваме подобрување на економијата, изголемување, нели, на бруто домашниот производ на Америка во текот на 2024-2025 година, кој што верувам дека ќе се потрудат да го направат нормално, затоа што иначе ќе добијат стагнација на нивниот економски раст, што за Америка е многу лошо во оваа ситуација. Така да гледаме дека поголемиот дел од членовите на овој одбор верува дека во текот на 2024 година ќе биде намалена оваа каматна ставка до негде околу 4 до 4,25, значи во тој сегмент, за понатаму да гледаме дека се повеќе и повеќе овие нели односно членови очекуваат истата да продолжи да паѓа, односно негде во текот на 2025 година очекуваат да падне и негде околу 3, значи под или над 3%, за подолго веќе да ја намалат на 2,5%, каде што очекуваат истата да ја задржат во, нели, многу долг рок, да речеме. Како и да е. Нас ова ни одговара затоа што сите овие проекции не покажуваат, уште еднаш ќе напоменам, дека не само значи намалување на инфлацијата, туку и постепено намалување на rate hikes-от, кои што моментално се на доста високо ниво, значи вака високи и вака брзо не биле никогаш во историјата направени, така да очигледно и Федералната резерва е свесна од она што го кажа и самиот Джером Пауел, дека ваквото продолжување со rate hikes може да направи огромен колапс во американската економија, што нив не име во полза, посебно некога Кина им го презема целиот свет. На мое огромно задоволство, како и да е, но ќе мораме да продолжиме да иследиме, значи, овие инфлациони стапки со цел да видиме дали оваа проекција и понатаму ќе остане како што најавуваат. Така да знаете и сами дека овие проекции најчесто се менуваат кога имаме поинакви услови на пазарот. Тоа е она што постојано го кажувам, значи никој не може да предвиди што да очекуваме на пазарот ако постојано не ги променува своите проекции во однос на како пазарот се движи. Имаме премногу варијабили, досега никогаш не сме се наоѓале во ваков пазар за да можеме толку едноставно да одлучиме да до крајот на оваа година ќе дојдеме до 2%. Тоа значи дека веднаш ќе почнат со rate hike да направат quantitative easing и да ги намалуваат овие стапки. Значи не можеме тоа да го направиме затоа што ви напоменувам од макроекономски аспект мораме и понатаму да продолжиме да ги следиме овие стапки и да видиме како се тоа ќе се движи, затоа што непредвидливо е. Значи може најмала работа е како колапсот моментално на банкава со тоа што мора да испринтаат нови 300 билиони да ја врати инфлацијата назад. Така да мораме да видиме како понатаму ќе се одвиваат стапките, како што знаете и сами обрнуваме доста внимание затоа што може да видите дека е голем индикатор и на некој начин голем двигател одлуките на Федералната резерва како и резултатите на инфлацијата кои што ги добиваме на месечно ниво. Сега, во однос на биткоин, гледам дека многу луѓе се уплашија, значи да, имавме некој пат вчера, но јас мислам дека многу лесно тоа го најави веќе, кажав дека сме на вистина многу високо. Зошто го велам ова? Значи уште еднаш ќе напоменам дека ако погледнеме Fear and Greed индексот, дури се уште се наоѓаме во грид. Иако вчера имавме некој пат од 4-5%, се уште се наоѓаме високо на Fear and Greed индексот, кој што ни покажува дека ни е потребно да се коригираме. Пред да продолжиме за тоа, сакам уште еднаш да напоменам во однос на овој чарт кој што претходно го разговаравме. Ако се сеќавате, ова е нашиот макрочарт на овој канал во кој што се движат трите досегашни бул маркети, каде што рековме дека се сеќавате, буквално го напоменавме. Кратко излеговме од истиот, исто како во ситуацијата во 2014-2015 година, пошто веднаш се коригиравме во канал. Истото го добивме и сега, со тоа што имавме мало плашење, да речем, во текот на почетокот на овој месец, каде што направивме надолу корекција во Bull Market Support Band-от, која што позитивно се одрази и како што кажав, значи моментално успеавме да го превртиме самиот Bull Market Support Band во позитивна поддршка за движењето на биткоин, што е многу битна работа, како и во оваа ситуација можеме да видиме дека самата 50 месечна средна вредност на биткоин исто така ни представува поддршка, само треба да завршиме надвор од оваа, значи уште една недела фактички треба да завршиме надвор од оваа вредност за истата понатаму да представува поддршка на цената на биткоин. Значи како ќе се движи тоа ќе видиме сами.
Сега за сега само сакав да напоменам како тоа изгледа. Сега моментално исто така би сакал да направиме кратка анализа, затоа што веќе го напоменав, но очигледно многу од луѓето не ги следат моите анализи и после ме прашаат што сега. Значи тоа е интересно кога јас еден час зборувам што се случува и после некој ми праќа коментар од типот и сега што. Значи ако се сеќавате веќе го напоменавме зошто. На дневно ниво, ако се сеќавате, уште на претходната анализа кажавме дека се наоѓаме исклучиво високо. Значи гледајте, 100 RSI се наоѓа блиску до 100. RSI се наоѓа надвор, се наоѓа ше. Надвор од 70, што значи дека веќе е прекупен. Значи потребна е корекција. И рековме дека MACD ќе ни го даде почетокот на оваа корекција што веќе се случи. Односно оваа црвена точка значи дека сигналната и базичната линија се раздалечени и дека почнуваме се движиме надолу. Истото можеме да го видиме и од VWAP кој што само што проби под нулата, како и црвен моментално е бранот на money flow, што значи дека имаме одлив на средства од биткоин. Тоа е на дневно ниво. Уште еднаш зошто го велиме тоа? Затоа што овој масовен памп, со ваквиот масовен памп, како што можеме да видиме, излеговме надвор од Bollinger Bandот. И секогаш кога излегуваме надвор од Bollinger Bandот, очекувано е да се вратиме назад, односно да имаме корекција. Така, секогаш кога излегуваме од истиот. Истата ситуација ја напоменавме овдека уште пред некој ден, со тоа што моментално ова црвено квадрачен и значи дека почната е, значи ова, да речам, корекција надолу и само уште една работа би сакал да напоменам се сеќавате промена на тренд на хајке наши на дневно ниво, овдека е многу лесно и многу јасно воочлив. Рековме дека секогаш добиваме ваков тип на свеќе кој што има многу мало тело, а многу јаки, многу големи сенки, кои што ни покажуваат дека моментално имаме промена на овој дневен тренд во обратна насока, што моментално го гледаме. Значи ова е, еве гледате, секогаш значи ваков тип на свеќе ни покажува дека време е за промена на трендот. Уште еднаш, ваква промена на трендот не значи дека ќе направиме ново дно, очигледно сме премногу високо за овој момент и очекувано е да имаме корекција. Значи откако ќе поразговараме зошто е очекувано да имаме корекција, понатаму би сакал да напоменам и каде оваа корекција ќе заврши, затоа што очигледно многу од луѓето не ме слушаат. Следен битен момент поради кој што очигледно очекуваме корекција, рековме, е ова акумулационо поле кое што во текот на летото 2021 година ни беше поддршка која што моментално е опор. Рековме уште во моментот кога го допревме истото поле дека ќе биде тешко да се пробиеме низ истото и еве го тој момент. Значи, паѓањето надолу, јас уште еднаш ќе напоменам, мене ако ме прашувате би било многу добро ако успееме да се коригираме до оваа контролна линија која што е оној огромен пат на првиот Тера Луна колапс, каде што значи би се коригирале и до 200 неделната средна вредност. Односно, во оваа ситуација би направиле солидна корекција до 200 неделната средна вредност, која што ќе ни даде превртување на истата во поддршка. Многу пати до сега сме разговарале зошто, затоа што го провериме назад. 200 неделната средна вредност претходно секогаш ни представувала поддршка во сите досегашни бул маркети. Односно, моментот кога ќе ја ретестираме, истата ќе биде поддршка, значи претворена во поддршка, ќе почнеме со следниот бул маркет. Значи, веќе го добивме тоа на bull market support бендот, сега би било одлично ако успееме да го направиме и на 200 неделната средна вредност. Ова што ви го кажувам не значи дека ќе се случи денес. Ова може да потрае и една недела, може да потрае и еден месец. Некогаш знае самиот чарт да се движи и хоризонтално. Така да уште еднаш ќе напоменам, многу сме рано од самиот халвинг и многу од луѓето уште сега се жедни за да влеземе во следниот bull market, но за жал не оди така едноставно. Потребно е време, така да имајте го тоа во предвид кога нели ги гледаме овие анализи, дека ова не се случува преку ноќ и дека потребно е време за да реализираме ваков тип на придвижување. Уште еднаш исто и на неделно ниво гледаме дека се наоѓаме надвор од bull market support бендот и дека ова е нормална корекција за да се коригираме во bull market support бендот, со тоа што сакам да погледнеме и индикаторите овде. И овдека можеме да видиме дека сток RSI е високо купен, RSI е на некоја висока вредност од 64, иако има уште 6 поени нагоре, тоа не значи дека ќе ги нели ќе се придвижи, што значи дека корекцијата на дневно ниво ни е започната, истата очекуваме да се придвижи постепено и на неделно ниво. Знаете и сами дека секогаш овие корекции почнуваат од помал таймфрейм и истите понатаму се преместуваат, односно се одразуваат на поголемиот после одредено време. Така да имајте го тоа во предвид, затоа и реков дека оваа корекција може да потрае, затоа што иако нели позитивни вести може веднаш да нанесат нагоре, но за жал немаме позитивни вести, имаме негативни вести за кои што ќе разговараме во следниот дел од видеото. Сега разговараме за самата техничка анализа. Уште еднаш ќе напоменам,
Значи, потребно е време за да успееме да собереме доволно сила за да можеме повторно да пробаме да пробиеме над ова поле, но ова уште еднаш се навраќаме назад на оние анализи кои што ми ги правиле претходно, што очигледно многу луѓето не ги следат. Значи, ако погледнеме овдека, рековме дека ова е буквално стандардна head and shoulders формација која што моментално ја направивме и која што после завршувањето на истата, очигледно ваквото придвижување нагоре потребно е време. А што се случува после реализирање на одредена значи, формација? Ова е линијата по која што формацијата беше реализирана, нормално истата да биде ретестирана. И ако погледнеме на овој чарт, уште еднаш, ваквото ретестирање на линијата кореспондира со 200 неделната средна вредност и на тој начин да добиеме уште поголема поддршка за следното движење нагоре. Така да мене ако ме прашате, дури негативни вести во оваа ситуација се позитивни за нас, затоа што ваквата успешна превртување на 200 неделната средна вредност во поддршка е многу добро за следното движење на биткоин. Истото можеме да го кажеме и за Wyckoff акумулацијата, како што кажавме, значи ретестот на горната граница на овој рейндж, кој што моментално представува и ова локален врв, кој што го добивме негде во 14 август до 25.000, би бил одличен момент во кој што, еве гледате, значи нашата проекција веќе тоа го покажува, значи ретест на горната граница на Wyckoff акумулацијата и неизменно придвижување нагоре. Уште еднаш, Wyckoff акумулацијата, ако се сеќавате, значи и самата стандардна акумулација, односно, само да погледнете што уствари сакам да кажам, значи и самата стандардна акумулација го напоменува истото, дека во моментот кој ќе успееме да излеземе надвор под оваа контролна линија која што ја означува горната граница на овој рейндж, ни покажува дека треба да имаме ретест пред да продолжиме нагоре. Односно е сосема очекувано за придвижување во оваа формација, како што може да погледнете и сами, да имаме уште еден ретест на горната граница, односно 25.000, кореспондира и со ова, нели, масовно паѓање во овој сегмент од терало на колапсот. Така да ова, како што може да видите и сами од техничка гледна точка, многу добро од нели, кореспондира со нашата анализа. Тоа не значи дека секој биде така, но технички гледано ова е што очекуваме. Фундаментално мораме да ги следиме вестите, а моментално имаме негативни вести за кои што ќе поразговараме малку подосна. Прво би сакал да напоменам што се случуваше со Ripple. Значи, прво, ако се сеќавате, јас претходно ова многу пати ви го напоменував, сега сакам да го напоменам уште еднаш, оние кои што гледаат мојот канал доволно долго знаат точно за што станува збор, но само сакам да го направам ова како една основна вежба. Значи, ако се сеќавате, ние разговаравме дека ова е многу слично на биткоин пред неговото придвижување во bull маркетот 2021 година. Зошто е тоа така? Погледнете. Значи имаме неколку врвови кои што постепено градат ваков тип на формација. Значи погледнете, ќе оставам на неделно ниво за да може да ви е појасно. Значи еве како изгледа тоа. Значи во оваа ситуација многу само момент. Добро, може да отренеме и Фибоначи моментално не ни е потребен. Тоа е за утврдување на мети, кои што не ни се потребни во моментот. Гледате го. Значи, кога ќе одредиме дека имаме повеќе вакви врвови кои што постојано се обидуваат да скршат оваа тренд линија, погледнете овде. Значи исто како што овдека сме се обидувале да скршиме оваа тренд линија. Моментот кога ќе ја скршиме, гледате што се случува. Следен bull market. Така, исто и овдека. Значи ние конечно успеавме да излеземе надвор од оваа тренд линија после толку многу долго време, гледате. Значи потребно ни беше уште од 2021 година, ова е колку го добија оне 1,96 вредност. Од тогаш, конечно, сега излеговме надвор од оваа линија и конечно почнуваме во така речено следен bull market. Иако е рано, но ова е моментот кога конечно се ослободивме од оваа тренд линија, затоа и добивме толку голем памп, технички гледано, а од друга страна ни представува и така речено движење по оваа тренд линија која што моментално успеавме да ја искористиме како поддршка за следно движење на Ripple нагоре, со тоа што на неделно ниво гледаме дека има доста солиден момент за движење. Значи гледате, имаме придвижување нагоре на VWAP, на MACD, inflow на пари, што е многу битно, ќе го покажеме понатаму. Конечно RSI се придвижува нагоре над 50 со вредност од 56, има уште 14 поени вредност за да биде oversold, а не, може да биде и повисоко нормално. И RSI исто така има солидно место за движење нагоре, со оглед на фактот дека претходно успеал да стигне и до 100 пати, 100 неколку пати до сега. Така да гледаме дека се моментално ни покажува дека ова движење и понатаму може да продолжи доколку продолжат позитивни вести, да бидеме реални. Со тоа што ако погледнеме на самиот чарт,
на нели во однос на кој како напредува во текот на оваа недела, можеме да видиме дека Ripple самиот по себе е шампион моментално оваа недела, 23, Cardano блиску до него со 15, со тоа што овие 23 беа многу повисоки со оглед на фактот дека можеме да видиме дека истиот ја допре вредноста од скоро 50 центи. Сега, зошто е тоа така? Значи, моментално главниот драйв кој што моментално може да го најдам, значи да бидеме реални. Не може некој второстепен проект кој што имал airdrop да направи да се купат 100 милиони Ripple. Значи да бидеме реални, има нешто многу поголемо, не може да очекувате дека тоа е airdrop, реално да правиме. Така да мене барем тоа така ми изгледа, не знам за вас, јас така во прилика ги гледам овие работи. Значи моментално, уште еднаш ќе напоменам, ова главната причина за ваквиот памп е со тоа што во оваа ситуација очигледно некои големи играчи очекуваат победа на Ripple во оваа ситуација и нели, тоа мене барем искрено ме радува. Сега има некои две, да речем, вести кои што помагаат во целата оваа ситуација, а тоа се првата е што Ripple моментално се обидува да го искористи случајот на Voyager во кој што судот, значи судијата кој што беше одговорен за случајот на банкротот на Voyager и неговото продавање на портфолиото, преостанато портфолио на Binance US, значи во оваа ситуација судот одлучува против SEC, затоа што SEC истиот по себе доаѓа и се обидува да се замеша во овој случај, во кој што никако не е нели предвиден SEC буквално немаше никакво замешување и најнаш доаѓа од нигде никаде и поставува, да речем, представка до самиот суд дека моментално Voyager дел од оно што го продаа представуваат securities, односно хартии од вредност. Така да во оваа ситуација судијата одлучува многу позитивно за крипто секторот и вели вака. Моментално, значи нели сега нема да го прераскажувам, тоа само ќе ви кажам која е суштината. Самиот судија напоменува дека моментално има огромен јас помеѓу CFTC и SEC, односно се уште се обидуваат да утврдат кој е одговорен за целиот крипто сектор. Од друга страна, регулативата која што постои не постои, тоа не е регулатива за крипто, тоа е некоја регулатива за хартија од вредност од 1945 година, која што според самиот судија очигледно не може да биде користена и убаво кажува, значи на крајот многу добро го објаснува тоа, вели вака. Вика, значи моментално се оставени сите субјекти во крипто секторот сами да се снаоѓаат што представува право, а што не представува право. Во превод нема јасни нели патокази од страна на овие институции кои што треба да ги дадат, односно буквално без јасни патокази е останато на самите субјекти да одлучуваат што е право, а што не смее да биде нормално. И поради ваквата ситуација и самиот суд ги одби значи барањата на SEC и дозволи на Binance да биде фактички купувач на она што е преостанато од Voyager со цел да се забрза постапката за банкрот. Така да е добра работа затоа што судијата сам по себе кажува дека навистина нема јасност во регулативата во однос на крипто секторот. Значи тоа е многу позитивен дел кој што Ripple се обидува да го вметне во својот случај и го достави до анализа Торес, односно тоа е судиката која што одлучува во SEC versus Ripple, нели, судскиот случај. Втората битна ситуација која што можеме да видиме во однос на Ripple versus SEC случајот е, можеби сте заборавиле, можеби не, но битно да се напомене, само не е оваа вест, само да не каде беше веста, се извинувам. Да, значи ова е официјалната вест која што треба да ја покажеме, а тоа е од случајот на Library. Претходно го спомнавме, но во оваа ситуација се повеќе и повеќе зема замав ваквата одлука, односно во оваа ситуација Library случајот, ако се сеќавате, беше еден од оние случаи кои што изгуби против SEC од истата оваа бранша од крипто секторот, каде што многу битен момент е дека во текот на судењето, иако обвинетиот Library се докажува дека продавал нели хартии од вредност, но он директно ги продава хартиите од вредност кога он продавал Library токени. Додека сето она што било продадено на секундарните маркети, односно на менувачниците, официјално не представува хартија од вредност. Односно, она што сакаат да кажете дека сите овие токени кои што ние сме ги купиле, токени кои што сме ги купиле од менувачници, не представуваат хартија од вредност. И успеваат да го натераат SEC да признае дека не представуваат хартија од вредност. Така да ова ќе биде битна одбрана на сите понатамошни крипто проекти, затоа што ако вие директно не сте ги продавале вашите коини и токени, туку да речеме сте направиле airdrop, вие автоматски не сте располагале со хартија од вредност. Значи, ова ќе биде исто така многу битна одбрана, затоа што поголемиот дел од обвинувањата се дека
XRP токените сите представуваат хартија од вредност, додека во оваа ситуација нормално тоа се иззема затоа што поголемиот дел од овие трансакции кои што се направени и тие не знам билиони долари кои што ги товарат дека ги направиле во нерегистрирани хартии од вредност представуваат продажба на секундарен пазар, односно тоа се токени кои што се купени директно, коини кои што се купени директно од менувачниците. Така да е многу позитивен дел за Ripple и очигледно она што го спомнавме, значи станува збор за огромен број на купени XRP токени, со тоа што вели според ово истражување, негде околу 50 нови китови со големина од 10 до 100 милиони Ripple се појавиле на пазарот после ваквиот памп. Така да тоа треба да ви кажува дека некои со големи новчаници очекуваат многу од Ripple, затоа што ова не се луѓе кои што ги трейдале, туку ова се луѓе кои што ново формирано ги купиле и ги тргнале надвор од пазарот. Така да тоа е позитивна работа во однос на Ripple. Да, само уште една работа што тоа е во однос на Ripple, мислам дека ви е јасно она што постојано кажуваме. Само да напоменам за DXY, исто така една интересна работа која што не ја забележавме е дека ваквото намалување на 0,25, затоа што има, само да ставиме кога тоа се одвиваше, значи рековме на 22. Тоа е вчера, значи вака оприлика ќе изгледа тоа, да не заборавиме да вметнеме. Значи битно е да го апдейтираме овој чарт постојано, за да погледнете и сами дека колку повеќе се намалува и колку помали се, дури и да се покачување на оваа каматна стапка, се повеќе губи на сила вредноста на DXY односно на доларот. Затоа и гледаме негово паѓање надолу, односно повторен ритест на претходните два, да речем, краеви на бул маркетите во оваа ситуација во 2016 и во 2020 година. Така да во оваа ситуација тоа е ритест на претходните два врва и гледате дека повторно имаме обид да пробие на долната страна, што за нас ќе биде одлично, затоа што можеме да видиме дека во макроанализата, доколку погледнеме на неделно ниво, тоа би било обид за следен lower low, односно следно пониско дно. Така да во оваа ситуација тоа е добро, затоа што тоа ќе ни покаже дека ова беше само dead cat bounce, како што очекувавме, до оваа тренд линија, која што точно се случи, значи неверојатно е техничка анализа. Така да во оваа ситуација, значи пробив под ова поле, конечно ќе ни даде обид за lower low, односно тоа ќе биде првиот момент каде што имаме целосно формирање на bear формација надолу, односно нели кога имаме врв, повисок врв, дно, пониско дно. Така да тоа ќе биде на некој начин и потврда за следниот придвижување во следниот bear маркет подлабоко. И истото можеме да го видиме и од индикаторите, односно гледајте. Значи MACD моментално само што се сврти повторно надолу, го потврди тоа со црвена точка дека имаме проширување на базичната и сигналната линија во надолен правец. VWAP е надолу, имаме одлив на пари, гледаме тоа, може да го погледнеме и во зелениот бран и гледаме дека се придвижува надолу. Значи и самиот RSI, сток RSI се е со движење надолу, со тоа што имаме доста голема разлика до препродадено, да биде под 30 вредноста на RSI и на сток RSI. Така да тоа е на кратко што имаме да кажеме и за оваа анализа на DXY. Следно нешто многу битно што треба да го разговараме е што моментално се случува во американскиот континент и зошто е толку непријатно да се биде проект или менувачница на истото. Значи, прва битна работа која што треба да напоменеме е дека Федералната резерва заедно со SEC и со Department of Justice, односно Министерството за правда во Америка работат напорно за да се забави или ако ништо друго парем да се обидат да се забави напредокот на криптосекторот во Америка, со тоа што моментално успешно ги елиминираа сите банки кои што соработуваат со криптосекторот, со тоа што последната, како што знаете и сами, Signature Bank беше конечно продадена на Flagstar без криптоделот. Значи, тоа што постојано го кажуваа луѓето, иако официјално не се случува, односно никој од овие органи кои што ги спомнав, институции до сега не кажува дека званично се бори против криптосекторот, но очигледно е кога вие продавате оваа банка без криптосекторот, кој што беше еден од најбитните делови на Signature банката, значи дека некој на вистина се обидува што може повеќе да елиминира од криптосекторот. Така да во оваа ситуација тоа е се по и поочигледно, а да не забораваме дека моментално има и нови развојни ситуации од SEC, кои што моментално му се закани на Coinbase повторно дека ќе биде
практично тужен, со тоа што во оваа ситуација, значи 16% во само неколку дена паѓаат акциите, односно хартиите од вредност на Coinbase поради ваквата закана. Односно, значи како што можеме да видиме, самиот, значи гледате го, пратиле Wells Notice. Сеќавате, веќе разговаравме дека ваквиот Wells Notice беше пратен на Paxos, односно тоа е американски инструмент, да речеме, со кој што секи останатите институции, доколку ви го пратат, се очекува да бидете тужен во наредните неколку недели. Така да во оваа ситуација Paxos се уште очекува да започне оваа тужба против него поради минтањето на BUSD, додека во исто време моментално само што го добива ова писмо и Coinbase. Значи Coinbase е најголемата моментална менувачница во Америка после падот на FTX, што значи дека како најголема менувачница доколку добие Wells Notice и тужба, тоа би било голем страф на пазарот како во Америка така и пошироко. Затоа и би велам дека овие очекувања за корекција се оправдани кога станува збор за американско тло, затоа што за жал се уште најголемиот дел од проектите и капиталот од криптосекторот се наоѓа во Америка, што уште еднаш ќе напоменам, колку и да звучи страшно, тоа е позитивно затоа што ќе направат да се придвижат овие проекти кон по френдли држави, односно попријателски настроени законодавства кон криптосекторот. Така да ваквиот потек на Америка е на собствена штета, иако моментално го прават тоа поради една причина, за која што ќе разговараме на крајот од ова видео, но моментално тоа ни служи нас позитивно, значи за повторно ќе кажам дека кога работите во криптосекторот мора да ги гледате работите од двете страни. Значи не е само негативно тоа што моментално SEC се обидува да се отараса од сите криптосубјекти, тоа е и позитивно затоа што не е Америка целиот свет. Значи имате уште многу држави во светот кои што се многу повеќе криптофрендли, почнувајќи од арапските држави, моментално и верувале или не Обединетото кралство, како и Европа која што се уште се обидува да направи соодветни законодавства, значи позитивни или негативни останува да видиме, но како и да е ќе има регулатива. Во Америка нема регулатива, моментално тоа е дивиот запад како и секогаш и се обидуваат да истребат се што може повеќе со цел да го направат FedNow, за кој што ќе разговараме на крајот од ова видео. Како и да е, со ваквиот Wells Notice очигледно Coinbase се припрема, значи Coinbase моментално бара да конечно направи своји представништва надвор од американската држава. Така да во оваа ситуација тоа е добро, затоа што гледате дури и Coinbase е свесен дека доколку не сте пожелни, ќе си ги соберете парталите и ќе си одите оттаму. Така да тоа моментално Coinbase го прави, се обидува да направи, значи знаете дека секој од овие менувачници треба да добие соодветна лиценца за операции во друга држава, така да тоа моментално Coinbase го прави, а ова е голем показател дека на вистина во Америка се е против крипто моментално и се обидуваат да го представат крипто како главниот проблем за пропаста на банките, иако сите знаеме дека чичкото позади со принтерот за пари е главниот проблем. Како и да е, ова е само да ви покаже дека на вистина има crackdown, односно и Choke Point 2.0 се уште и се повеќе се забрзува. Моментално SEC, ова е денес, нова вест, тоест од вчера, само што поднесе исто така тужба против Justin Sun, кој што е креаторот на Tron, знаете и сами, TRX токенот, и нормално BitTorrent, затоа што тоа е комбинација од два токена кои што ги поседува исто така Justin Sun, само не против само Justin Sun, туку и против оние, да речам, инфлуенсери кои што биле вработени од страна на Justin Sun и биле платени од страна на Justin Sun, како Линдзи Лохан и Джейк Пол, боксерот, кои што веќе направиле договор со SEC да платат околу $400,000. Со ваквиот сетълмент фактички се практично признава вина кон SEC и кажуваат дека практично правеле нешто што не е дозволено со закон, што е жално, но повторно ти кажам, ова е SEC, Комисијата за хартија од вредност, која што се обидува од ваквите мали рибки да излечи што може повеќе. Ова е класичен случај на изнудување на пари, затоа што кога не знаете како да се браните, нема право по кое што можеле да се браните, затоа што не постои законник за криптовалути во Америка, очигледно единствено што ви останува е да склучите договор со SEC или во спротивно дојдете во затвор. Што ќе се случи со Justin Sun останува да видиме, но во исто време можеме да погледнеме дека Tron е во пад од вчерашниот ден од 7,6%, така да тоа е показател дека на вистина моментално ова делува на неговиот блокчейн, на неговиот проект, останува да видиме како тоа ќе се одвива. Исто така SushiSwap, тоа е децентрализирана менувачица воспоставена на Ethereum,
која што представува DAO, односно Decentralized Autonomous Organization, е тужена, односно нели пратена е тужба до истата од страна на SEC. Проблемот е што не може да пратите до Decentralized Autonomous Organization тужба, затоа што представува тело кое што е децентрализирано и кое што одлучува онлайн. Нема канцеларија, нема институција. Сега проблемот е што Суши самиот по себе направил еден вид на фондација со цел да има нели свое представништво и овдека SEC ги фаќа затоа што оваа фондација е изградена, односно регистрирана во Америка и праќа до председателот на оваа фондација кој што беше како и да се викаше, Джеред Греј. Значи до истиот праќа тужба и моментално ваквиот DAO, односно поголемиот дел од членовите на SushiSwap како DAO донираат голем број на пари, со тоа што веќе околу 2-3 милиона се веќе нели собрани средства за одбрана на нели Джеред Греј од ваквата тужба од страна на SEC. Значи ова е непоимливо, ова е недозволено затоа што вие тужите ентитет кој што е децентрализиран. Значи вие прво нема каде да тужите, да бидеме реални. Тоа е поентата на DAO. Но како и да е, нели, тоа е Америка, се е можно, така да гледате дека се повеќе и повеќе имаме тужби врз различни помали субјекти, очигледно во криптосекторот, кои што и понатаму, значи нели се обидуваат на SEC да му дадат нели сила да конечно биде избран да биде главниот надзорен орган за SEC за криптосекторот, но останува да видиме, се уште тоа не е направено, затоа што и понатаму CFTC се бори да го превземе ова место од SEC. Ќе видиме како се одвива, но битниот момент кој што мораме да го забележиме на крајот од ова видео е дека сето ова се прави само поради една причина, тоа е FedNow, кој што треба да започне со работа во јули и според нели овие ретардирани дедовци мислат дека ваквата служба со тоа што ќе воведе 24/7 банкарски услуги за сите своји клиенти, го решила целиот проблем кој што крипто го возможува као позитивност на финансискиот сектор, што е смешно, но нели тоа е тоа, они се обидуваат на светот да му покажат дека ете, тоа е единствената позитивна работа на крипто, моментално елиминиравме со директно нели воспоставување на FedNow, што е своевиден CBDC проект, само што не е крипто ориентиран, туку е стандардна технологија. Како ќе се одвива останува да видиме, но верувајте ми и понатаму ќе продолжат со ваквиот притисок во крипто секторот, затоа што крипто е директен компетитор на ваквата услуга кој што се обидуваат Федералната резерва да ја воспостават до јули, така да очекувам овој кракдаун да биде уште појак наскоро, со цел да и понатаму се ослаби крипто секторот во Америка и не заборавајте, значи ваквиот кракдаун верувам дека најжестоко ќе дојде кога ќе удри по стейблкоините. BUSD е ништо, тоа е мал стейблкоин во споредба на Tether, а верувам дека Tether ќе биде главната борба на SEC и на Fed. Знаете и сами зошто, затоа што станува збор за 80 билиони во маркет кап. Останува да видиме како се тоа ќе се одвива, но ви напоменувам дека тоа е една од главните причини кои што ги гледам како двигател на пазарот да се коригира до оваа контролна линија која што очекува. Така да тоа е се што имав да кажам во однос со вчерашниот состанок, се надевам дека ви се допадна материјата и нормално како и секој што станете со нас, во шортс ќе бидете информирани што понатаму планираме на нашиот канал. Имајте добар ден и поздрав од Крипто Гемиџија.